Здраво, деца! Здраво, добар ден, како сте? Добри сте? Боре, педерче едnog nas. Ставре? Си сплюка пичка му материја. Добар си? Што е работата? Сакаш да бидеш избркан од училиште и што е работа? Се грижиш малку? Знаете колку ми е гајле во последно? Ична ми е гајле. Ична ти е гајле, а? Оф, мајко, со тебе нема спас. Добро, ајде, деца, ќе му простиме да се префрлиме на лекциите кои што ги имаме деновиве. Ајде, да видиме сега кој имаше оцени за годинава добиено. Па да, гледам дека цел клас има добиено, освен Ставре. Ставре годинава слабо ти оди, а? Слабо ти оди, гледам. Добро, све двојки имаш, тројки, физичка тројка, другото све двојки, ама гледам дека три кеца имаш, македонски, историја и музичко. Ајде ќе ти дадам денеска шанса како пред крај на годината да одговориш едно-две прашања лесни ќе ти дадам, Ставре, да добиеш една двојка да поминеш, да не се жалат од дома, гревата се твоите, гревата се. Ајде да видам македонски јазик, еве, два збора кажи ми на македонски ќе те пуштам. Чему то? Ставре, чему то? Српски е тоа. Нема дете во сакаш да... Така, Ставре. Ајде вака. Ке те пуштам, нема проблем. Ајде, дете си. Али, една проста, проширена реченица што има смисла. Ајде, те молам. Јас може до негде сум запреглед, ама не ми е буквално то целта колку што ми е да ви докажам дека овој е многу гнида, поради тоа што откога дојде тој на сценава, буквално може донесе јак контент, јас сум само искрен, донесе јак контент, ама донесе многу негативно. Абе, Ставре. Прво на професор, деца, не му се обраќаш со гнида, бе, Ставре. Ајде, може да имаше поента, ама еве ќе ти дадам втора шанса. Ајде, за двојка. Проста проширена реченица, ма не мора ни смисла да има, само проста проширена реченица. Те молам. Жално што ние не се подржвиме, ама си сме такви, знаеш, да се правиме дека се подржвиме, а буквално ние само тоа го правиме за прегледи, ме конташ. Брату, немој то така, значи ти чим си таков, и јас ки сум таков, и она, знам, и не оба се гледат, буквално, ете вака мене ми се гледат убаво на камера, а знам кој го ставам на компјутер ке е лошо, ама ми е гајле. Ставре, што збориш, бе, Ставре? Па свесен ли си што кажеш? Проста проширена реченица, бе, Ставре. Па појма не... Па сакам да ти пишам двојка, па добро, еве, ќе те прашам едно прашање. Што за тебе представува овој предмет и училиштето? Јас ова го сваќам ко заебанција. Деца, што да правам? И вие сте свесни, гледате дека се трудам, сакам двојка да му пишам, да поминам, ама не знае, проширена реченица да се остави. Не знае се, што да направам, пробувам. Ништо, Ставре, кец ќе ти ставаме македонски, но ајде, еден предмет ќе полагаш, ќе се снајдеме, нешто ќе направиме, ајде историја, вака. Не ти поставувам прашање, нешто поврзано со Македонија, значи државата во која живееш, нешто ќе ми кажеш, ете, можеш за некоја планина, можеш за некој град, за некое село, можеш и за државата, било што. Деца, се согласувате со мене, еве, не сум ригорозен, му давам шанса само да, едно зборче, Славе. Ставре, извини, те промашив, така беше, Ставре. Ајде, едно зборче. Не сакам да се сватите како дека јас ја вреѓам Македонија, никој не би ја ризиквал кариерата за да ја одбрани. Никој не би ја ризикувал кариерата за да одбрани државата. Ставре, туку јадеш кец, колку цел дневник јадеш кец. А сега јас ќе ти кажам неколку податоци од историјата за луѓе кои што го даде животот за Македонија, не кариерата. Еве, например, ќе ти кажам за гемиџиите два збора. Нивни водач Јордан Поп Јорданов Орцето. Нивното мото било: се арчиме за Македонија. Група на млади луѓе кои што го загубиле животот трудејќи се да ја спасат својата татковина, односно да си го одбранат своето. Но што би знаел ти за тоа? Гоце Делчев. 4 мај 1903 година загинал за интересите на државата. Сакаш да ти кажам малку повеќе околу тоа? Гоце Делчев или ништо не си научил во училиште? Ставре. Ѓоко Лазаревски. Многу голема историја да не ти биде Гоце Делчев и гемиџи. Ѓоко Лазаревски, 2001 година, војната помеѓу албанците и македонците. Човекот бил полицаец, резервист,
починува спасувајќи го с целото свое село Лешок. Нормално, за интересите на државата. Првично, да си го спаси своето семејство, пријателите, сите што му биле блиски. Еве, нема да бегаме толку далеко. 2021 година, ќе го спомнам мојот другар Васил Мандаровски, Мандар, кој што, знам дека не знаеш многу за презимето Мандаровски. Неговиот чичко, кој што нема да го именувам, бил командант на Тигрите, на цела специјална единица. Тој човек направил ред, мир помеѓу војниците, полицајците, но ајде да не должам премногу. Еве, ќе кажам за мојот другар Мандар, член на војската, доброволно, без да има интерес, туку сака да ја брани својата држава. Кога беа протестите за Република Македонија, знаејќи дека ќе изгуби работата, оди доброволно на протести и ја губи работата, односно кариерата. Но што би знаел ти за Македонија толку многу? Дали Ставре, сваќаш што кажа со реченицата, никој не би се ризикувал кариерата за државата. Ништо Ставре. Кеци историја. Ајде ќе ве замолам галамава последна клупа да нема. Дечкото со брадата, со Ставре таму, што коментирате? Не слушам убаво да чујам. Окей. Овој може да го прима со брадава. Слушај ме се мака, ти можете геј, ама ти не можеш да му се мешаш, ме разбираш? Ти си имаш свој живот, тој си има свој. Тој аксат ке геј, аксат најголемиот пидер на светот, ке ме разбираш, ама тој не е, тој има женска како може да е геј. Ајде, чао. Ах, деца, гледам јас кидете вие на полагање двајцата. Абе ти беше со тоа забите што ти поминува возови? Си ги средил дете. Добро, си ги средил забите, ама мозокот средување не. А Ставре, гледам проба пак да составиш реченица, ама не ти оди. Не знаеш што збориш. Ништо. Кец македонски, кец историја. И ти, дечко со брадата, односно забите, и тебе нешто гледам дека ќе ти ставам нека оцена подоле. Ама ајде да ви дадам можност на двајцата најлесниот предмет музичко. Нешто да ми запеете, не треба многу. Гледам и заедничка песна имате, да чујам, може ли? Ако го положите барем овој предмет ќе ви остана 2, па ќе одите на полагање, вака паѓате години. Ајде да ве чујам. Живот е криминал, живот е гајб, само јаго. Пуни ме кеш, само ми дај како нарко. Не моја твоја да земам ноќта долга време, ја немам за сто. После на зданица Гучи Армани, ќе ти видите кој е бос. Она има 20, на мене се ложи. Имала и дечко, а гледам се лоши. Едно само кревет, као да сум соса. На мене се пали и кога е боса. Деца, гледате се. Не сум ни строг професор, не сум ни лош професор. Сакам да поминат година, им ставам прелазна оцена. Ова музика ли е? Ајде, гледам дека и 20 имате нешто песни сами. Ајде прво овој со забите да видиме, да ти ставам барем 2. Нешто за хейтери си пеел, така ми кажа. Ајде да чујам, ајде. Хейтеру драги, прими порака, не ме пецкаш, не те рецкам. Хейтеру драги, прими порака, не те пецкам и не те рецкам. Деца, јас... Седи, пуст, солена душа, овај... Како беше, бе? Блага душа си бил ти. Блага душа. Седи, блага душа, пусти тој блага душа. Кец. Ајде, Ставре, твојов другар, ако си метнат на него, тешко тебе, Ставре, мој Ставре. Ајде те чујам те. Дали видиш ој ростење, ама тебе само пцуење, Ставре спот само докази, шириме, лажни драми, накрај извинување. Ми се правиш као некој шеф, а уствари си обичен греф, а во тебе преголем гнев. Ако сакаш лажна драма, само јави се, зато ке ти ја туриме. Ставре, нит мелодија пратиш, нит знаеш да пееш, нит да рецитираш, абе ти не знаеш да збориш, бе Ставре, пусти Ставре. Абе твоите дома греота луѓето инвестираат во тебе. Ништо Ставре, 3 кеца имаш денеска, ќе си одиш 4-то деление, земи некоја книга, прочитай Ставре, молим те Ставре. А многу ми е криво што, еве ќе прочитам, Ставре, па ти пишав, како професор ти пишав на полугодие дека имаш потенцијал, бе Ставре, пусти Ставре, еве, ќе прочитам.
Поради обврски во текот на денот и вечерта, сега ти го гледав последното видео. И покрај сите навреди од твоја страна кон мене, јас никогаш во уста не сум те ставил, решив да ти пишам како професор, како професор. И покрај тоа што немаш никаква почит кон повозрасен, тоа го докажи и денеска со гнида, со пичка, со такви зборови, срам да ти е, Ставре, пусти Ставре. И се дрзнуваш да ме нарекуваш пичка, ќе се видиме некогаш и ќе треба да биде со окрената глава, тргам се на страна. Мене не ми јасно како сум влила за да добиеш копирајт. Гледаш ли бе, Ставре, како повозрастите делуваат во светот и тргаат его? Како да те пуштам јас да поминеш година? Пусти Ставре. Ајде. Јас ќе ти посакам многу среќа идната година, малку повеќе да читнеш, малку да си го збогатиш речникот, па можеби ќе имаш двојки, за повеќе сум мислел дека имаш потенцијал, ама немаш, пусти Ставре. Деца, завршена е годината, честитам на сите што поминавте, се гледаме во следната година, професор Стефан се одјавува. Чао!